Добро вечер на сите. Добре дојдовте на вечерашната дискусија, зашто нема да имаме спротивставени ставови, нема да ја наречем дебата, за сексуално и репродуктивно здравје на маргинализираните заедници во Македонија. Јас сум Мила Царовска и оваа вечер или во оваа дискусија ќе се обидам да ја модерирам. Дискутанти оваа вечер се Милена Стевановиќ, Елизабета Божиновска, Наташа Бушкова и Велимир Савевски. Сите тие ќе дискутираат на различни теми, но секако ќе ги поврзат со главната вечерашна тема, тоа е сексуално и репродуктивно здравје и права. Морам да кажам дека сум среќна што во изминатите години почна да се зборува повеќе за оваа тема. Секако не доволно и важно е да напоменам дека многу често во негативна конотација. Јас разбирам дека ние сме конзервативно и традиционално општество, но сепак би требало да понудиме една поинаква перспектива и поинакво живење на младите генерации кои што доаѓаат. И затоа сметам дека овие теми прво треба да ги дискутираме, прво треба да ги разговараме, за да потоа донесеме став дали сме за нешто или против нешто, но во Македонија тоа некако и ми не достига. Затоа, за да ја демистифицирам оваа тема и за да се обидам да разбијам во влезот некои табуа или очекувања од дискусијата, ќе ги дефинирам термините кои што ќе ги зборуваме вечерва. И ќе почнам со сексуално здравје. Тоа значи здрав сексуален развој без насилство. Не верувам дека има човек против сексуални права. Против сексуално здравје. Во однос на сексуални права се права кои што гарантираат на сите граѓани во една држава, вклучително и Македонија, да одлучуваат самостојно и слободно за својата сексуалност. Репродуктивно здравје представува физичка, ментална, социјална благосостојба на секоја единка и ги вклучува сите аспекти на процесот на бременост, породување и така натаму. Репродуктивни права пак се исто така сет на права кои што ви гарантираат слободно и самостојно да одлучите колку деца ќе имате, која е разликата помеѓу децата, со кого ќе имате деца, колку деца ќе имате и така натаму. И како? Сето тоа ви го гарантираат репродуктивните права во Македонија или воопшто во светот. И секако ова не се дефиниции кои што сум ги измислила јас, ова не се дефиниции на Хера или не се дефиниции на некои активисти за сексуални и репродуктивни права и здравје, туку во 1994 во Каиро на Интернационалната конференција за население и развој 179 земји ги усвоија овие дефиниции, вклучително во овие 179 се и сите земји од Европската унија, што зборува многу дека на ниво на свет овие дефиниции се прифатени и не знам зошто би требало во Македонија да повторно ги редефинираме или да ги дискутираме, напротив би требало да ги уживаме во целост. Нагласувам дека оваа дискусија ќе се одвива најмногу за достоинство на сите граѓани во Македонија и ќе се дискутира за човекови права. Заради тоа што сексуалните и репродуктивни права не се ништо друго освен човекови права. И така треба да гледаме на нив и така треба да се стремиме да ги имплементираме. Исто како правото на живот, правото на здравје, исто се однесува и на сексуалните и репродуктивни права. Вечерва нема да презентирам бројки, затоа што верувам дека дискутантите ќе имаат многу податоци кои што ќе сакаат да ги споделат со вас, но затоа неколку фактички состојби морам да ги потенцирам кои што во Македонија постојат. А тоа е дека смртноста кај доенчињата се зголемува и е за 2,5 пати поголема од европскиот регион, дека смртноста на мајките при породување или во тек на бременост исто така постои во Македонија, не е нереалност. Немаме сексуално образование во училиштата. Законот за заштита од дискриминација не ги препознава лицата со различна сексуална ориентација. Ниту едно контрацептивно средство не е на позитивна листа. Лицата кои што живеат со ХИВ се уште имаат проблем да остварат основна здравствена заштита. И можеби за некој од вас далечно, но за некого сурова реалност се малолетничките и присилните бракови. И секако немаме никакви специализирани услови или услуги за сексуалното насилство кое што и такако ни се случува во Македонија. Сексуалното и репродуктивно здравје е дел од здравствениот систем во Македонија и Македонија има усвоено национална стратегија за сексуално и репродуктивно здравје, но нема усвоено план за имплементација.
А ова зборува многу. Ова зборува колку Македонија навистина се залага и вложува во ова прашање. И јасно и недвосмислено претходните факти го потврдуваат ова, дека Македонија досега навистина не прави чекори кои што ќе обезбедат уживање на правата или заштита на сексуалното и репродуктивно здравје. Сега ќе ја поканам Наташа Бошкова од Коалиција за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници во Македонија. Повели, Наташа. Ти благодарам, Мила. Добар ден на сите. Ви благодарам за вашето присуство во овој топол ден да разговараме за нас многу битни теми. Човековите права на ЛГБТИ заедницата, кога велам ЛГБТИ мислам на лесбеки, геј мажи, бисексуалци, транс лица и интерсексуалци, во Македонија во изминатиот период бележат уназадување. Ова е генералната слика со човековите права во Македонија. Сите извештаи на домашни организации, странски меѓународни институции, организации, репортот за напредок на Македонија на Европската комисија секоја година го потенцира проблемот со уназадувањето на човековите права. Едно демократско општество мерило колкав е степенот на уживање на слободата и човековите права, сметам дека може да се мери преку слободата и правата на ЛГБТ заедницата. Колку овие лица можат слободно да изразат својата сексуалност и непречено да ги остварат своите права, а при тоа да не бидат жртви на дискриминација, говор на омраза, насилство од омраза, да можат непречено да имаат пристап до добри услуги, а при тоа да не бидат нееднакво третирани единствено заради нивната сексуална ориентација и родов идентитет. Годините наназад, додека работиме на унапредување на правата на ЛГБТ заедницата, постојат неколку клучни прашања кои што постојано ни се навраќаат како резултат на една хомофобична кампања која што подолго време постои во Македонија. Ќе зборувам на кратко за говорот на омраза кон ЛГБТ заедницата, насилството од омраза, нарушување на слободата на здружување и слободата на јавно собирање и организирање на јавни настани. Потоа ќе зборувам за хомофобијата во образованието и во образовните програми и за прашањата во однос на проблемите на транс лицата во Македонија, трансродовите лица. Најпрво сакам да укажам на обврската на државата дека треба да превзема мерки за унапредување на правата на ЛГБТ лицата, да превзема мерки преку кампањи, едукативни активности, да се подигне свеста како кај поширокото население, така кај институциите, дека овие лица ги имаат истите. Кога зборуваме за човекови права на ЛГБТ заедница, сметаме, односно мислиме на човекови права што ни припаѓаат на секој од нас според уставот, законите и меѓународните договори. За жал во Македонија во изминатите неколку години, посебно од годината кога требаше да се донесе законот за спречување и заштита од дискриминација, кој што требаше да пружи заштита врз основа на во случај на дискриминација врз основа на сексуална ориентација, за жал носењето на овој закон предизвика хомофобија и говор на омраза во самиот законодавен дом каде што требаше да се донесе. Домот кој што требаше да усвои закон кој што требаше да пружи еднаква заштита на ЛГБТ заедницата како и на останатите граѓани, така што имаше изјави на пратеници дека хомосексуалноста е болест, дека тоа се луѓе изопачени, дека тоа е девијантна појава и дека усвојување на ваков закон би бил спротивно на уставот и на законите, што секако не е точно. И од тогаш наваму постојано се води хомофобична кампања од страна на премиерот, министри. Ваквата хомофобична кампања е поддржана од медиумите кои што се блиски до власта, кои што постојано ги повторуваат овие изјави кои единствено одат на штета на ЛГБТ заедницата, па до таму да и предизвикуваат омраза и насилство. Значи години наназад поттикнување на омраза, издавање на изјави кои што се вознемирувачки и дискриминирачки на крај резултираат и со насилство од омраза. И многу често луѓето кои што и политичарите и луѓето од медиумите кои што ја пратат хомофобичната кампања често ги оправдуваат своите изјави велејќи дека имаат слобода на изразување. Не. Слобода на изразување е до таму докаде што почнува правото на другиот
односно завршува таму каде што почнува правото на другиот. Не секоја изјава е слобода на изразување. Дури Европскиот суд за човекови права јасно во една пресуда против Шведска кажал дека пропаганда, кампања која што укажува дека хомосексуалците се болни, дека тоа е девијантна појава, дека тоа се главни преносители на ХИВ, а во изминатите неколку месеци и години сме сведоци на една организирана, континуирана кампања во одредени медиуми, печатени и електронски, каде што често се врзуваат лицата со хомосексуална ориентација како преносители на ХИВ. Ова представува повреда на правото на односно достоинството на ЛГБТ заедницата, а од друга страна представува прекршување на слободата на изразување на оние кои што мислат дека со таквите изјави едноставно се окажуваат своето мислење. Исто така сериозно е давањето на вакви изјави доведува до насилство кое што во изминатите неколку години заврши за жал и со физичко насилство. Во последниот напад имавме и повредени лица. Кога зборуваме за насилство од омрза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, во изминатите неколку години, посебно од 2012 до денес, имаме 6 организирани напади врз организација, врз поединци, кои што се насочени кон лицата со хомосексуална ориентација и со различен родов идентитет. Документирани се и бројни индивидуални случаи кои што останале непријавени токму заради состојбата на влошена состојба на човекови права и неефикасни механизми за заштита на човековите права. Овие 6 напади, некои од вас сигурно и се сеќаваат и знаат се, директен напад врз Центарот за поддршка, ЛГБТ Центарот за поддршка на ЛГБТ лицата, кој што е подружница на Хелсиншкиот комитет. До денес нема ниту една разрешница на овие 6 напади, така што властите кои што се должни да го истражат случајот, вклучувајќи полиција, обвинителство и судството, на некој начин се соучесници во насилството кон ЛГБТ заедницата. Доколку не преземате на време на ефикасна, ефективна истрага за пронаоѓање на сторителите, за нивно казнување и надомесна штета на жртвите, значи дека Македонија ги потврдила во своите обврски да ги заштити овие лица на соодветен начин. Кога велам слобода на здружување, за наша среќа во изминатиот период зголемен е бројот на организации кои што се занимаваат со прашањата на ЛГБТ заедницата. Зголемена е видливоста на ЛГБТ заедницата, тоа мораме сите да го признаеме. Зголемен е бројот на јавни настани кои што се организираат во јавен простор, но за жал ова не придонесува за подигање на свеста на општата јавност, па и кај институциите за правата на овие лица. Напротив, зголемената видливост на ЛГБТ заедницата доведува до зголемена видливост и на говорот на омраза, насилството од омраза, дискриминацијата и така натаму. Значи дека малку е направено во однос на заштитата и создавање на услови соодветни за да можат овие организации да функционираат, а да можат и самата заедница да во јавен простор изразат свое видување, свое мислење и ги промовираат своите активности. Имено ваквите повреди на правото на здружување, правото на јавно изразување на мислење се насочени кон организациите и кон активистите кои што јавно излегле и изборувале за ова прашање. Овие повреди доаѓаат од директни напади физички, преку социјалните мрежи, вербални напади, да пред 2 години имавме и директни физички напади врз активисти. Овие случаи се уште не се до крај завршени, што создава недоверба кај останатите членови на оваа заедница, доколку се најдат во слична ситуација, да пријават и да го процесираат случајот. Исто така, коалицијата изминатиот период работи во областа на образованието, така што анализите кои што ги правивме на неколку учебници во високото и средното образование, утврдивме дека постојат неколку учебници кои што во себе содржат хомофобична содржина која што укажува дека овие лица се изопачени, дека се болни, дека одскокнуваат од она што представува хетеронормативно и нормално. И покрај реакциите од наша страна до надлежни институции, само еден учебник до сега е повлечен, додека останатите се уште се со содржината со која што се едуцираат идните млади професионалци.
И на крај, како едно битно прашање кое некако се губи кога зборуваме за ЛГБТ и заедницата, тоа е транс прашањето на трансродовите лица. Еве мало појаснување, тоа се лица кои што се родени во еден пол, но се идентификуваат во спротивниот пол, па во текот на животот имаат потреба од усогласување на биолошкиот со родовиот идентитет кој што го носат. Во Македонија овие лица целосно се невидливи, како во законската рамка, така и во нашето опкружување. Во последните неколку години се документирани случаи во кои што лица кои што извршиле целосна операција за промена на пол немаат пристап до промена на, односно усогласување на сегашниот родов идентитет со сегашните лични документи за идентификација, што им создава проблем во понатамошното комуницирање и влегување во правен промет, во добивање на добра и услуги. Поради сите овие прашања кои што наназад ги спомнав, сакам да напоменам дека нашето инсистирање од моментот кога се донесе законот за спречување и заштита од дискриминација, во кој што беше одстранета во последен момент сексуалната ориентација како основа за дискриминација, бараме итно внесување на оваа одредба во законот, со кој што експлицитно ќе се пружи заштита во законот, иако постојат институции кои што во пракса пружаат делумна заштита, како што е Комисијата за заштита од дискриминација, но не сме задоволни од начинот на кој што одговараат останатите институции во однос на проблемот со дискриминација и насилство. Ги спомнав полицијата, обвинителството, судството, тука се Народниот правобранител исто така како тело за заштита од дискриминација, Комисијата за заштита од дискриминација и така натаму. Исто така неопходно е во следниот период да се зајакне механизмот за заштита од насилство, односно едуцирање на полиција, обвинителство, судство во однос на случаите за насилство од омраза врз лицата со хомосексуална ориентација и со различен родов идентитет, како би се охрабриле оние лица кои што години наназад трпат насилствено, но заради моменталната состојба на неефикасен одговор од страна на државата, не се охрабруваат да ги пријават и да ги процесираат случаите. Јас ви толку ви благодарам, доколку имате одредени прашања или дискусии, може да продолжиме понатаму. Благодарам, Наташа. Мислам дека одлично ги упати сите права и слободи кои што им се нарушени на овие граѓани на Република Македонија. Сега ќе му дадам збор на Велимир Саевски од ХИРА, кој што ќе зборува зошто во Македонија е потребно сексуално образование и верувам ќе се надоврзеш на Наташа. Сега благодарам, Мила. Чест ми е задоволство да бидам на оваа дискусија денеска. Поканет бев за да зборам зашто и да го изграшам мој личен став, зашто треба да се воведе сексуално образование во Македонија. Имам 25 години и по дефиниција важам за личност која што љубопит не сака да поставува прашања. Исти бев и пред 10-15 години кога влегав во пубертет и кога имав многу нејасни прашања кои ми се вртеа во глава, ама едноставно на дел од тие прашања тогаш немаше кој да ми ги даде потребните одговори. А мислам дека сите тука би се согласиле дека секој прашање заслужува одговор, а не да ги препраќаме младите кои што се во еден чувствителен период од нивниот раст и развој како на шалтер да се препраќаат во потрагата по нивните одговори, затоа што дел од тие одговори кои што не им се на дел од тие прашања кои што не им се одговорени може навистина да влијаат понатака во текот на нивниот живот и да донесат одлуки кои што можеби не се така стрикни. Во Република Македонија дефиницијата за млад човек е до 30 години, значи луѓето до 30 години се сметаат за млади, а се уште сум во таа категорија на млад човек. Ситуацијата сега со младите, ако можам да направам паралела со тогаш кога јас бев помлад и во пубертет, е сосема различна, но има една нишка што е заедничка. А тоа е препраќањето по одговорите на различни шалтери. Она што навистина ги засега младите во тој период од својот развој е она што Мила многу убаво го спомна на почетока, што е можеби запоставено од концептот на здравје, тоа е сексуалното и репродуктивното здравје и човековите права. Одговорот на овие прашања лежи во сексуалното образование, кој што нажалост во Република Македонија го нема, а секаде каде што го има, младите навистина го уживаат своето здравје во максимум и ги препознаваат и ги почитуваат своите, но и тугите, но и правата на другите луѓе. Па би сакал да ве прашам дали некој знае што значи сексуално образование, односно зашто јас зборам за сексуално образование и зашто сексуално образование е важно. Што би представувало за вас сексуално образование? За секс, така?
Значи, напротив, значи, иако има секс во сексуално образование, сексуалното образование доколку постои во Република Македонија, како и секаде во светот, нема да ги учи младите како да имаат секс. Напротив, ќе ги научи да имаат задоволителен сексуален живот, ќе ги научи на одговорно однесување, ќе ги научи да бидат среќни и задоволни, да користат контрацепција, да немаат предрасуди при употребата на кондом или орална хормонска контрацепција, ќе ги научи да изградат здрави односи со својот партнер, односно партнерка, здрави односи со своите најблиски и секако да не дискриминираат, да ги знаат своите права, да препознаат кога ќе им биде прекршено некој нивно право, кога ќе им биде прекршена приватноста, како што тоа многу често се случува, и на крај да ги почитуваат правата на другите и секако, но ние можеби што се поразлични отколку нив самите. Би сакал да кажам каква е фактичката ситуација на теренот, ова е прилично политички изгледа израз каква е фактичката ситуација на теренот, но навистина е поразителна и не можеме да кажеме дека Македонија треба да биде стрикна земја во однос на младинското сексуално и репродуктивно здравје. Од причина што насилството во училиштата итекако постои загрижувачко. Односно, имаме не само насилство во училиштата, туку и насилство во самите врски поради љубомора, поради љубовни кавги. И секако насилство, да се надоврзам на она што Наташа го спомна, а тоа е насилство врз она категорија на млади кои што ние ги викаме маргинализирани, односно што имаат можеби различна сексуална ориентација, тоа е можеби најзапоставено и службите стручни не знаат како да се постават и да изреагираат во тој момент. Во однос на, пак ќе се надоврзам на Наташа што го спомна, во однос на дека е потребно итно ревидирање на книгите со сите погрешни информации кои што постојат, тоа и такако е потребно, затоа што дел од учебниците промовираат родова нееднаквост, а ние се застапуваме за родова еднаквост и еднаквост помеѓу мажите и жените. Од гледна точка на инфекцијата со ХИВ и од стапката на сексуални преносливи инфекции, можам да кажам дека тие се во пораст, од причина што младите можеби имаат до некаде точни информации, но дел имаат неточни информации од областа на ХИВ и сексуално преносливите инфекции, па не ги препознаваат симптомите, не одат на редовни контроли, а не се тестираат за ХИВ, затоа што имаат предрасуди во однос на ХИВ тестирањето, а стапката на ХИВ и на сексуално преносливи инфекции се зголемува, но не само тоа, туку од причина што образовниот систем во Македонија е селективен и не им ги нуди сите потребни информации. Генерално, полесно да се збори за репродуктивната компонента, од она што го збориме за сексуално и репродуктивно здравје, ама таа сексуалната некако не одговара да ја запоставиме. На крај, младите се информираат од нерелевантни извори. Ако во училиштето ние немаме систем кој што ќе ги нуди сите овие информации, младите ќе ги прашуваат своите врсници, ќе читаат на интернет, а интернетот нуди се и се што, младите не можат на одредена возраст критички да пристапат кон секоја информација, а најчесто дел од тие информации се подкрепени со многу митови, стереотипи и предрасуди и на крај младите донесуваат погрешни одлуки. На крај све се сведува на креирање на повторно на генерации кои што се изгубени, на генерации кои што немаат основни информации со кои што би го напредиле и би го зачувале своето здравје. Да префрлиме топката кај наставниците. Значи голем дел од товарот паѓа на грбот на наставниците, односно на професорите, затоа што не знаат како да одговорат на овие прашања кои што ги имаат младите. Нормално, затоа што нема обуки за наставниците и професорите и нема материјали, односно нема обуки за нив, за да знаат како да ги предаваат овие материјали. Има една интересна бројка од кој што од едно истражување што беше направено, дека само 2,8% од наставниците, односно професорите, можат отворено со своите ученици да дискутираат за сексуална различност. Во моето излагање можеби заборавив да кажам еден многу клучен збор кога спомнав сексуално образование, а тоа е сеопфатно во сексуално образование. Што би значило тоа сеопфатно? Значи дека младите ќе учат за многу повеќе теми отколку само за како да се заштитат од ХИВ и како да се заштитат од сексуално преносливи инфекции и како да спречат несакана бременост. Би учеле и биле запознаени со поширок рang на теми, а тоа е за родот и за родовата еднаквост, за она што можеби лично мене ми е омилено, тоа е сексуалното и репродуктивното здравје, понатаму за сексуалната различност, за граѓанските аспекти, односно за човековите права, понатаму за задоволство, понатаму за граѓански аспекти и за врски односи. Сето тоа во насока на чување и напредување на нивното здравје, затоа што на крајава секоја држава сака да има среќна младина, секоја држава сака да има здрава младина. Значи, сексуалното образование се состои од 7 компоненти и овие теми што ги кажав се тоа што ова сексуално образование го прават сеопфатно. Досега е многу направено во Македонија во однос на сексуалното и репродуктивното здравје и права, како што кажа Мила, но нажалост во голем дел се збори во негативна конотација.
Но многумина исто збора за сексуално образование, кое што нажалост сега е ставане во некаква мртва точка, во статус-кво, затоа што бевме доведени во ситуација кога двајца претходни министри за образование ја закопаат целата работа во однос на сексуалното образование. И би сакал да нагласам и да акцентирам и да потцртам колку што е можно повеќе дека тоа не е само сексуално, кога збориме за сексуално образование, тоа не е само моја лична желба дека само јас сакам да се воведе сексуално образование, дека не е само HERA како организација која се застапува за сексуално образование, туку самата држава има подпишано насоки и самата држава признава дека е потребен ваков тип на образование во Македонија. 3 национални стратегии говорат за потребата од воведување на ваков предмет во училиштата и уште една препорака од Собранието на Република Македонија од Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во Република Македонија. Она што можеби во моментот е најпотребно, тоа е да се повлечат сите книги каде што има погрешни информации и неточни информации за сексуалното и репродуктивното здравје и да се дарат обуки, прирачници за наставниците како како отворено да зборуваат за овие теми кои што навистина ги засегаат младите. Она што би побарено од Министерството за образование во моментот, а тоа е да се направи, односно да се оформи една група од експерти, од обучени луѓе, заедно во соработка со Сдруженијата на граѓани, кои што ќе решат каков модел на сексуално образование во Македонија е потребен и каков модел на сексуално образование во Македонија навистина би ги донел очекуваните резултати. Кои би биле тие очекувани резултати? Тоа би биле млади кои што си ги знаат своите права, знаат да препознаат прекршување нивните права, ги почитуваат правата на другите, млади кои што ќе имаат позитивни ставови во врска со сексуалноста, нема да дискриминираат и ќе превземат одговорни чекори понатака во иднина, затоа што каде што има права, има и одговорности. Исто оно друго што би побарале, да се вратам чекор назад од Министерството за образование, тоа се да се направат студии за сите идни професори и наставници кои што ќе ги предаваат овие теми од областа на сексуалното и репродуктивното здравје и права. На крај би сакал да завршам со една реченица дека сексуалното образование е секако прилагодено на возраста на младите. Младите нема да учат ништо повеќе во однос на нивните развојни капацитети, како што некои политичари љубат да кажат дека тоа не е добро, затоа што нивните ставови претпоставувам беа оптоворени од политички идеологии, а не од научно засновани факти, затоа што сексуалното образование е засновано на научно засновани факти и, како што кажав, е прилагодено на нивната возраст. Нажалост, ние до ден денеска не знаеме зашто во Република Македонија немаме сексуално образование, иако имаме стратешки важни документи кои што повикуваат овој тип на образование да се воведе во училиштата. Една од моите омилени колумни беше напишана од професорката Лина Кјостарова-Унковска, каде што имаше напишано при крајот на незината колумна дека веќе еднаш за секогаш мора да ги отвориме сите карти и отворено да дискутираме со младите за се што ги интересира за сексуалноста и за се што ги интересира за интимните врски. Од причина затоа што така само може да учиме и само така ќе може работите да почнат да се менуваат и јас навистина сметам дека работите и така мора да почнат да се менуваат. Ви благодарам. Благодарам, Виле. Одлично излагање зошто во Македонија ни е потребно сексуално образование и јас се надевам дека во скоро ќе го видиме во училишните курикули. Сега ќе дадам збор на Елизабета Божиновска од HERA, која што ќе зборува за грижа и заштита на мајките и доенчињата во Македонија. Благодарам, Мила. Добар ден на сите. Јас би започнала со нешто кое што верувам сите како граѓани секојдневно имаме пристап да го гледаме, а тоа се рекламите на јавниот сервис на Македонската радио телевизија, кои што презентираат, има ликови внатре кои што презентираат благосостојба во нашата земја. Целта на овие реклами да го поттикнат наталитетот во Република Македонија. Ги гледам и се чудам. Од каде се овие ликови? Дали живеат во нашата земја или можеби се увезени од некоја западноевропска земја? Што значи да поттикнеме наталитет во Република Македонија и зарем има некој од власта кој што смета дека со една скапа реклама ние ќе можеме да убедиме една млада двојка денес во Македонија, например, да има второ, трето или четврто дете, но еве да речеме дека
успеала кампањата и дека некоја млада двојка се убедила да има второ, трето или четврто дете. Што значи во Република Македонија да се биде бремена жена? Значи да направиме проверка во реалноста. Како од реалноста до од рекламата до реалноста. Како изгледа, што значи денес да се биде бремена жена и еве да почнеме од она што ние го работиме. Какви сервиси, какви услуги денес постојат за бремената жена кои ще се однесуваат на сексуално и репродуктивно здравје во Македонија. За почеток, прв предизвик пред кој што се соочува, верувам, секоја жена е секако да избере матичен лекар, односно матичен гинеколог кој што ќе следи нејзината бременост, односно секако прв предизвик, доколку тоа не го направила, е во нејзиното место на живење да има матичен лекар. Доколку има матичен лекар, втор предизвик е да избере матичен лекар кој што не е пренатрупен со бројот на пациентите, лекар кој што ќе може да ја прими од сите тие пациенти, практично ќе може да може жената да избере свој матичен гинеколог. И она што е важно е дека политиките, законите во Република Македонија, викаат дека сите услуги на бремените жени во текот на бременоста кај матичниот лекар се бесплатни и тоа така стои. Меѓутоа, што се случува во практика? Во практика секоја жена при секој преглед од прилика плаќа 300 до 500 денари. И јас го имав истото искуство пред околу 2,5 години кога јас бев бремена, иако ја имав ова информација, иако знаев колку дека овие услуги ми следат бесплатно, морав при секој преглед да се убедувам со сестрата кај матичниот гинеколог дека овие услуги ми се бесплатни и овие услуги треба да ми ги дадат без да платам ниту еден денар. Што станува со жените кои што ја немаат ова информација? Што станува со жените кои што немаат храброст да се спротивстават и да се убедуваат со здравствените работници дека не можат да платат? Меѓутоа, можеби и најважно, што станува со оние кои што дури 70 денари автобуски превоз им представува луксус, значи од дома да појдат кај матичен гинеколог, а камоли да издвојат па макар и 300 денари за секој преглед. А во текот на бременост имате 8-9 прегледи најмалку кои што секако се препорачани доколку сакате да го следите вашето здравје. И жените од Шутори заради го имаат овој проблем и трета година поред и даваат црвено светло на државата, на институциите и викаат: повеќе од 50% од нас плаќаат за секој преглед 300 до 500 денари и јавно кажуваат, тоа ги одвраќа жените од редовно следење на нивната бременост и тоа ги става секако во ризик, не само нив како мајки, секако го става во ризик плодот и го става во ризик евентуално животот на идното новородено дете. Во однос на ова незаконско плаќање неформално, самите гинеколози кажуваат дека не се задоволни од статусот кој што го имаат во Република Македонија, дека не добиваат доволно средства од страна на државата и затоа наплаќаат токму од оние кои што се најзасегнати, односно наплаќаат од жените кои што се бремени. Од друга страна, државата, институциите, кои што имаат обврска проактивно да делуваат и да најдат системско решение овој проблем да се искорени, се кријат зад обвинувањата на матичните гинеколози како тие да се единствени виновници за ова, наместо она што е нивна обврска да го направат, а тоа е да обезбедат достоинствени услови за оние кои што се даватели на услуги, оние кои што треба максимално квалитетни услуги да им пружат нас, на жените, на бремените, на сиромашните жени во Македонија, а со тоа секако да најдат трајно решение, диалог, за да на крајот на денот секако користи имаат оние кои што во моментов се најпогодени, тоа се пациентките, односно се жените во репродуктивен период, односно бремените. И во 2013, односно 2014 година, државата испланира еден таков план, акционен план за намалување на дојнечката смртност, на матерналната смртност, во кој што предвиде две мерки кои што токму требаше овие пречки финансиски кои што ги имаат жените во Македонија да ги елиминираат, да ги снема, за да секако се унапреди здравствената заштита на жените во Република Македонија. Едната мерка беше да се донесе основен пакет кој што конечно ќе ни каже колку чини нашето здравје во текот на бременоста. Пакет кој што беше наменет за бремените жени и оние кои што се во бременост
Имаше уште една мерка која што се однесуваше на оние најранливите, која што беше наменета за да се разгледа можноста да се исклучи партиципацијата, тоа е оној трошок кој што бремените жени го плаќаат надвор од кабинетот на матичниот лекар, значи за лабораториски прегледи во болниците доколку има потреба. И токму овие мерки оваа последна мерка беше наменета за оние кои што се социјално исклучени, кои што се ранливи. 6 месеци, сега сме јуни 2015 година, ние може само да констатираме дека овие две мерки кои што требаше да унапредат состојбата не се донесени. Значи државата не ги донесе. И ние сме свесни дека основниот пакет не е популарна мерка и многу министри бегале од таа мерка и не ја донеле се уште. Меѓутоа исто така сме свесни дека ова мерка мора да се донесе. На терен состојбите не се менуваат. На терен жените кои што се бремени имаат проблем и некој мора да ја донесе таа мерка за ние точно да знаеме и на крај да планираме како жени што ние треба да платиме во текот на бременоста. Факт е дека во Република Македонија има во моментот 135 матични гинеколози на територија на цела земја. Меѓутоа и факт е дека во просек еден гинеколог има по околу 3800 жени, што секако представува огромен број на пациенти. Меѓутоа исто така факт е дека и нивната дистрибуција не е подеднакво распределена. Се смета дека дури дупло треба да се зголеми бројот на овие матични гинеколози кои што ги имаме денес. Меѓутоа и дистрибуцијата е под знак прашање. Еве да речеме ќе го земам Крушево како град кој што нема ниту еден матичен гинеколог, Крушево како град кој што нема ниту породилиште за жените. Па така вие ако сте жена од Крушево ќе треба да патувате најмалку 40 минути да стигнете до најблиската ординација на матичен гинеколог, односно до најблиското породилиште. За шуторизари сме разговарале многу години наназад и жените излегувале. Граѓанските организации кажуваат, во шуторизари со години нема матичен гинеколог. Тоа е една од општините во кои што живеат повеќе од 8.000 жени во репродуктивен период и една од општините кои што можеби е рекордер по корисници на социјална заштита. Таму живее навистина сиромашно население. И државата наместо проактивно да делува, да најде модел, затоа што очигледно дека во шуторизари нема интерес да се отвори гинеколошка ординација, наместо државата да проактивно делува и најде модел, затоа што тоа е нејзина обврска, ние во шуторизари до ден денес немаме матичен гинеколог. И ако ситуацијата е вака во урбаните населби, може да замислите доколку сте жена која што доаѓате од некој оддалечено село, од руралните општини во Македонија. Породилиштата во Република Македонија исто така се во мал број. Условите за породување се лоши и во Македонија, особено во внатрешноста, во породилиштата не постојат современи методи кои што ќе го олеснат породувањето на жените кои што се бремени. Исто така, во однос на породилиштата, кога ќе се породите, престојот во болница, за поспоредба со претходните години, е скратен. Да речеме, ако на една бремена жена со царски реси се потребни најмалку 7 дена да биде во болница, за да закрепне, за да добие правилни совети за дојње, за контрацепција, ние денес жените од болниците, од породилиштата се отпуштат за 2 до 3 дена. И тоа ги става во ризик оние кои што се најсиромашни во Македонија. Ние имаме сиромашни жени кои што во својот дом, да речеме, немаат вода, немаат струја, немаат пот. И токму нивните домови не се прилагодени да прифатат новородено кој што е помало од 7 дена. Што тука прави државата? Што прави за најсиромашните жени кои што се породиле и чии што деца се во најголем ризик? Ке споменам уште во однос на покриеноста со патронажна сестра. Значи, доколку сте бремена жена во Република Македонија, најверојатно во текот на бременоста нема да бидете посетени од патронажна служба, а кога ќе се породите, најверојатно ќе бидете посетени најверојатно еднаш. Политиките на Министерството за здравство викаат дека секоја бремена жена треба да биде посетена најмалку 2 пати во текот на бременоста и секако оние кои што се најранливи можеби повеќе да бидат посетени. Лани во шуторизари ромките биле посетени, 14% од сите што се бремени биле посетени во тек на бременоста.
И овие наоди не се само од лани, имаме ние наоди од претходните 3 години, не само во Шуторизар и во цела Македонија, истите се алармирани и испраќани до сите надлежни институции. И наместо државата да инвестира во зголемување на бројот на патронажни служби, на патронажни сестри, во зголемување на екипираноста, во зголемување на теренски возила кои што ги нема во Македонија, ние ова година во Министерството за здравство имаме мерка која што значи дистрибуција на бесплатно да се дистрибуира фолна киселина за сите бремени жени. И погодете, оваа мерка треба да стигне преку патронажната сестра. Значи предвидено патронажната сестра да ги дистрибуира фолните киселини, патронажната сестра која што најверојатно и нема да стигне до бремената жена, барем не додека жената е бремена. И за крај би споделила едно мое лично искуство, верувам го имаат сите жени, дека по породувањето во породилиштата постои голема веројатност да добиете совети да ви прераскажат како, ако сакате да не останете бремена следните година-две, да користите метод како што е прекинат сексуален однос, метод како што е доењето. Но тоа беше мојата пракса. Многу жени имаат и друга пракса, да добиете информации кои што значат информација за користење на модерни контрацептивни средства, тоа се кондомот, тоа се оралната контрацепција и спиралата. Меѓутоа, дури и таква информација да добиете, најголем дел од жените во Македонија не може да си ја дозволат и таа. За да биде ефикасна мора континуирано да се зема контрацепцијата, а ние знаеме дека моментално на Фондот за здравствено осигурување на позитивна листа нема ниту едно бесплатно контрацептивно средство. Пристапот до квалитетни здравствени услуги во текот на бременоста е човеково право. Нашата држава се обврзала, има обврска проактивно да делува и да обезбеди овие услуги здравствени да бидат достапни во секое место на живење кај што има бремена жена или најблиско можно место, да бидат достапни за жените да можат да си ги дозволат. И тоа да си ги дозволат оние што се најсиромашни, оние кои што навистина немаат средства и поради пречките кои што постојат се одвратени, се одвраќаат да ги користат овие услуги. И се она што досега споменав, немаше можеби да биде важно доколку ние не бевме со стапка на доенечка смртност како земја 10,2 или Мила веќе спомена, тоа е 2,5 пати повеќе од европскиот регион, од просекот во европскиот регион. И затоа сметам дека секоја влада, секоја идна влада, ако сака сериозно да работи на унапредување на репродуктивното здравје, мора посебен фокус да стави на обезбедувањето на квалитетни здравствени услуги во текот на бременоста. И за крај само ќе споменам што јас очекувам од следната влада, од сите идни донесувачи на одлуки кои што треба сериозно да се зафатат со ова прашање. Очекувам да во Република Македонија сериозно се инвестира во превентивната здравствена заштита. Повторно ќе кажам, за најранливите, најсиромашните пред се, да се инвестира во кадарот кој што работи во матичните гинеколози и оние кои што работат во породилиштата. Само оваа година 5 гинеколози од Македонија, односно од Скопје, заминуваат во пензија. Тоа се 15.000 жени кои што ќе останат без матичен гинеколог. Значи државата мора да инвестира. Ако треба и афирмативни мерки, плански, системски, овој кадар да не недостасува. Ние без кадар не можеме да дадеме квалитетна здравствена услуга. Многу важната мерка. Државата мора да го донесе основниот пакет во и вон бременоста за секоја жена, со тоа што тој пакет ќе мора да биде прилагоден за најсиромашните, најранливите, односно ќе мора барем за нив услугите да бидат целосно бесплатни во текот на бременоста. Дополнително очекуваме да се вложи во породилиштата. Кажавме веќе во 21 век е недозволиво мајките да умираат. Мајки кои што имале целосна здрава бременост да не умираат во породилишта, особено исто така и доенчињата. И најважно и последно можеби идната влада ќе мора да стави барем едно контрацептивно средство на позитивната листа за сите жени во репродуктивен период да имаат пристап до истото. Ви благодарам. Благодарам, Елизабета. Сметам дека напомена многу работи кои што треба да се направат за да ги заштитиме мајките пред се и новороденчињата и да оваа бројка од 2,5 пати поголем број на смртност кај доинчиња во споредба со европскиот регион мора итно да почне да се намалува, инаку ќе влеземе во компарација со некои афрички земји.
Сега ќе ја поканам Милена Стевановиќ, која што ќе зборува за правата на лицата кои што живеат со ХИВ. Благодаря Мила. Вечерва зборуваме за многу дискриминација, зборуваме за многу луѓе кои се дискриминирани. Бете зборуваше за жените, за нивните потреби, проблеми и каде се и зошто велиме дека се дискриминирани. Наташа за ЛГБТ популацијата и сите проблеми врзани со дискриминацијата со кои се соочуваат овие луѓе. Веле зборуваше за младите и зошто велиме дека они се дискриминирани, ради недостатокот на вистинската сериозна едукација. И сите овие, ќе речам сега групи, а јас ќе додадам, пошто на некој начин случајно ги или не ги испуштивме групата на хетеросексуални мажи и ќе ги дефинирам сите оние кои се во ризик од ХИВ инфекција. Со еден збор, сите ние сме во ризик од ХИВ инфекција. Раните 80-ти години Америка алармира за нова инфекција, за смртоносна болест која рапидно се шири по целиот свет. Панични информации, големи стравувања и први информации кои зборуваат за хомосексуалната популација, сексуалните работници и интравенските зависници кои се засегнати со инфекцијата. Една голема дезинформација која се научи за кратко време дека е така, која овозможи, верувам многу со поголема стапка, да инфекцијата се прошири во хетеросексуалната популација. Зошто? Затоа што не беа информирани. Затоа што смета дека ако не припаѓаат на оваа група, на овие ризични, така наречени во тоа време групи, дека се заштитени од инфекцијата. Само една дезинформација, само едно незнаење допринесе рапидно ширење на инфекцијата помеѓу целокупната популација. Во Македонија првите пациенти се 87 година. Значи скоро 28 години до денеска. Ние се уште се бориме со неинформираност. Ние се уште зборуваме за незнаење. Не е така голема разликата во должината на епидемијата во светот и онаја, иако мала, иако споро развивачка, онаа што имаме во Македонија. Токму поради тоа, сите овие популации за кои денеска зборуваме и дискриминацијата во било која форма допринесува до не доведува до решавање на проблеми, доведува до жмурење кон проблемите и до разгорување, не ме слушате? И до разгорување на актуелните проблеми. Луѓето кои живеат со ХИВ во Република Македонија, овие пациенти се со сигурност тврдам најдискриминираните пациенти. Ако некојаш значеше болест во раните 80-ти години која завршува со смртен исход, која представува чума на тогашното модерно време, од која се умира во 100% од инфицираните, денеска имаме хронична болест која со соодветно лекување, навремено откривање, представува една хронична болест како и сите останати. Како хронични болести на бубрезите, како хронична болест на крвните садови, како хронична болест диабет, например. Но никој не ги дискриминира останатите пациенти. Се прашувам зошто е тоа така. За кратко време науката ги обезбедува третманите кои значат живот, кои значат долг живот, но кои значат и добар квалитет на живот. Ваквите лекови во Македонија се воведени пред помалку од 10 години и денеска пациентите инфицирани со ХИВ во Македонија имаат лекување, но имаат и многу други проблеми. Ако светот, во кој е многу тешко да добиете зелен картон и да се иселите, ги прифаќа емигрантите кои се инфицирани со ХИВ, ако во сопствената земја немаат можност за лекување, нашата држава денеска малтиним го одзема тоа право. Со законот за хонорарците и немањето на здравствено осигурување, дел од овие луѓе кои се и наши пациенти не може да го остварат своето право на лекување, затоа што немаат здравствено осигурување. Денеска, во 2015 година, тоа што како можеме да го крстиме, се едно сериозно уназадување на здравствените системи. Грижата и негата на овие луѓе ја отпочна е најзначајна, но е поврзана со раното нивно откривање. Пред 20-тина години се алармираше дека е потребно тестирање, интензивно тестирање на популацијата. Што мислите, кој го дигна овој аларм?
невладините организации. Ако тогаш го дигна во склоп на нивната моќ, можеби недоволно гласно во аларм, со текот на годините и со поддршката на Обединетите нации, на глобалниот фонд и проектите кои го обезбедуваат средства за превенција на оваа инфекција, се создадоа многу центри за тестирање, се едуцираа здравствени работници, се едуцираше популацијата која има високо ризично однесување, се со цел да се превенира инфекцијата. Но наеднаш, нов шок во нашето цивилизирано, по знак наводи, општество, нов бран на дискриминација, демохристијански вредности се наметна, хомофобија се наметна. Луѓето почнаа повторно да враќаат корак назад, повторно престанаа да ги користат центрите за тестирање во своите места. Центрите за тестирање се расформираа. Зошто? Затоа што нешто малку помодерниот намештај, директорот сметаше дека е потребен на друго место. Значи, ништо што почна да се развива, практично не го продолжи својот развој, туку ради некакви квази морални ставови се уништи или се во најмала рака уназади. Кои се потребите на луѓето кои живеат со ХИВ? Оние, ако сум јас ХИВ негативна, оние кои ги имам јас, оние кои ги имате сите вие. Денеска, со обезбедувањето на долгиот и здрав живот, со добар квалитет, ХИВ позитивните жени сакаат да бидат мајки. Но да се исполни желбата и правото на една ХИВ позитивна жена да стане мајка, треба една сериозна организација, треба да убедите институција која ќе ја води, треба да убедите лекари кои ќе ја водат и ќе ја изнесат бременоста, се со цел да се минимизира ризиците по здравјето на мајката, како и секоја останата бремена жена, и да се минимизира и исклучи ризикот од преносот на инфекцијата на новороденото. Се случуваат потреба од хируршки интервенции, се случува потреба од споменав гинеколошки интервенции, има потреба од дерматовенеролошки интервенции, кои се навистина сериозен проблем да се изорганизираат. Со чест на колегите кои го имаат знаењето, ги немаат предрасудите и пристапуваат, но тоа се, на жалост, се уште поединци. Зошто е тоа така? Повторно, тоа е така тоа што не постои систем. Тоа што не постои систем на вредности кој ќе се следи и ќе се развива со цел да имаме здрава популација, па макар таа била и ХИВ инфицирана, нема зошто да тие пациенти не бидат здрави. Јас, за да го илустрирам ова што го кажувам до сега, ќе ви споменам неколку примери на наши пациенти и нивните, дали е предраматично да кажам судбини. Децата кои беа родени со ХИВ во нашата земја и откриени некој малку порано, некој малку подоцна, но секако не на време да се спрешти можноста од преносот на инфекцијата, кога наполнија 15-16 години, семејствата ги однесоа надвор од земјата, зошто? Иако веќе терапијата беше на располагање, за да имаат нормален живот, беше одговорот. Нашите млади луѓе бегаат и вака и така, но замислете го одговорот за да имаат нормален живот. На жалост, немаат сите така среќен избор. Имаме и денеска, со повторно ќе потенцирам со терапија на располагање, имаме млади луѓе кои на жалост, млад човек кој на жалост го одзема својот живот во една хотелска соба само ради сознанието дека е ХИВ позитивен. И тоа што се плашеше од социјалното неприфаќање, тоа што се плашеше од дискриминацијата и се она што можеби ќе му се случи. Зошто? Предпоставувал дека така нешто може да се случи? Затоа што со играот на нешто, по случајност, тој човек беше еден од луѓето од ЛГБТ популацијата. Дискриминацијата што ја доживеал како припадник на ЛГБТ популацијата, замислете од неговиот страв како еден таков човек со ХИВ инфекција. Но на цела наша среќа имаме млади луѓе кои се борат, имаат сила, моќ на
на рационално расудување, желни за знаење и се борат против и се хив инфицирани, ги познаваат своите права, ги бараат своите права не само на хартија, туку и во реализација и се борат. Се борат и ни помагаат, барем мене како лекар кој се грижи за нивното здравје, да ги обезбедиме што повеќе правата што вие пациенти ги имаат и да ја намалиме дискриминацијата на пациентите. Голема борба до прв ни престои секако, меѓутоа главните луѓе кои треба се прашаат што сакате, што ви треба, се тие и никој друг. Ние можеме да размислуваме и да анализираме и секако е тоа неопходно научно да сумираме, но потребите на луѓето ги знаат само тие и тие мора да бидат директно вклучени во изградбата на системите кои до прв треба да ги формираме. Денеска, ќе речам пак, имаме лекови, но тие лекови ги обезбедува превентивната програма. Лековите за ХИВ инфекција, за третман на СИДА, треба да бидат составен дел на набавките на сите, како и сите останати лекови. И не смееме да помислиме ни во еден секунд дека може да се случи да има прекин на набавката на овие лекови, дека може да го прекинеме третманот кај било кој од овие пациенти. Да чека голема борба и формирање на многу голем систем неопходен, не само за пациентите со ХИВ, за пациентите воопшто, здравствениот систем практично не постои во нашава држава денеска, но ако зборуваме за некој кој е дискриминиран и има потреба и од поголемо внимание токму поради оваа дискриминација, тоа е секако систем кој ќе се справува, систем кој ќе ни овозможи да се справуваме со дискриминацијата кон луѓето кои живеат со ХИВ. Ви благодарам. Благодарам, Милина. Мислам дека треба да се размислува многу за остварување што со правата на лицата кои што живеат со ХИВ по завршување на глобален фонд и заминување на парите на глобален фонд во Македонија, но верувам дека ќе се најдат излези во идниот период да не престанат услугите за превенција, но секако и за заштита и третман на лицата кои што живеат со ХИВ. Јас сега би отворила дискусија, сите оние кои што имате прашања, јас ќе ве замолам да ги поставите и да видиме дали ќе може да одговориме. Јас во име на Велимир ќе се извинам дека тој мораше да замине на друг настан, но прашањата ако ги имате до него ќе се обидеме да ги одговориме ние. Повелете. И сега да, само како со микрофонот. Дојдете мамо. Добра вечер за сите. Ме интересира, пошто на самата презентерка, да кажем дека и ова е дискусија, дека е лекар, кои се симптомите за оние преносливи болести, ако еден човек или млад или постар, симптомите за да ги знае тие симптоми, за да навреме се пријави на лекар, за да се открие и за да може после превентивно да се делува, не? Благодарам. Еве вака јас долг е списокот од симптоми кои можеме да го споменеме, но за еден без разлика дали тој млад или повозрасен човек, ќе кажам сознанието за имање на ризично однесување, односно незаштитен сексуален однос, па каков и да тој бил, е доволно да се направат тестови. Не сакаме да чекаме да се појават било какви симптоми за да се направи тестирање. Навремено тестирање е само тестирање луѓето кои знаат дека имале ризик и направиле тестот. Благодарам. И позади едно прашање и една сугестија, мислење. Че ја бев осуден јавно за употреба на говор на омраза против ЛГБТ заедницата, имаше дискусија, имаше јавна дебата на телевизија, бев повикан и така натаму, поради една колумна во која реков дека тоа не е нормално, тоа е најмала рака болест. Тоа е мој личен став. Че е демократско право така да размислувам. Сега, мислам дека овдека се измешани некои баби и жаби. Каде се бабите и каде се жабите? Господјата лекарка спомна поим систем на здрави вредности. Ќе направиме една мала дигресија која ќе воведе во она што сакам уствари да го кажем. Еден невропсихијатар прашав еднаш, ај дефинирај ми здрав човек, нормален човек. За да знам што не е нормално, или ако веќе
Имаме дефиниција што е тоа нормален човек, се останатото е девијација. Не знаеше да ми каже. Исто така, значи она што во делот на ЛГБТ заедницата многу ми пречи мене е вашата агресивна инсталација на нешто што е ин. Да се разбереме, зборуваме тука за репродукција, зборуваме за X нешта за кои што и тоа како треба отворено да зборуваме. И поздрав до оваа дискусија, секако, нели? Jer кога не би имала ваква дискусија и не само ова, милион други, не би знаеле како да превенираме, како да действуваме, како да работиме на тоа да нема последици. Сето тоа што не е нормално во рамките на нормалното, кое се уште не е дефинирано како нормално. Значи, мора да имаме модел на нормално, за да знаеме што е ненормално. Значи, јас присуствував на една гей парада не како гей, категорично. И тоа не е говор на омраза, тоа е мој став. Во Келн, во Германија. Шетат луѓе со минџуши, со бускалтери машки. Перверзија невидена. Публиката таму, за која доколку некој рече дека имаме конзервативна тука публика, еве да се пренесеме во амбиентот на таа некоја цивилизирана средина. Беше ладнокрвна, дури и забава гледаше во сето тоа што поминува низ улица. И он вика, I'm a gay. И он вика, so what? It's your problem. Пази, it's your problem. Цивилизирана средина. Не е Македонија, не е селјачана, не е неорганизирана некоја група или дивљачка група, како што вие ги нарекувате оние кои не се согласуваат со вас. Значи, има една ваква работа. Каде е примерот зошто сметам дека сте агресивни и зошто сметам дека во некои нешта претерувате? Имав еден пријател кој беше хендикепиран. Впрочем, самиот податок, самата дефиниција маргинализирани групи, треба да ви го постави прашањето зошто сте маргинализирани. Нели? Маргинализацијата е нешто што те става во еден ќош во кој ти се разликуваш од грото, од останатите. Апсолутно, штета што и момчево не е тука, затоа што си поставува многу прашања на 25 години, треба да размислува на 50, кога ќе созрее сексуално, а не сака да знае што е мушко, што е женско на 25. Значи вака, ЛГБТ заедницата има легитимно право да делува, да действува, да шири едукација во врска со тоа што го прави, да информира зошто поедини личности се онакви какви што се. Не сакам да ги именувам постојат и стручни, постојат и погрдни зборови за кои што нема сега да ги потребувам. За да не бидам повторно. Да ви одговори. Да. И само уште нешто. Многу во име на многуми на кои така размислуваат, верувам, затоа што претходно имало и дискусии така натаму. Многу ви се забележува тоа што го инсталирате како ин, како сосема нормално, како нешто на кое што утре задутре на било кој родител му дозволува да му каже: синко, па нормално е да си геје. Или растеш керка и викаш: керко, што те брига, биди си лесбос, па ще гајде. Тоа е нејзино право. Тоа не е дефолт на нормалност. Кога вие од ЛГБТ заедницата ќе го дефинирате нормалниот модел, значи да имаме еден стереотип на нормално однесување сексуално, тогаш ќе имате право да инсталирате аргументи зошто тоа што вие го правите, не вие конкретно, зборуваме за поим, јас ви се извинувам лично на вас како на особа. Што е тоа што ви дозволува да го третирате тоа како нормално? Значи, престанете да инсталирате нешто нормално за кое и у стара Грчка, и римјаните и старите грци негувале култ кон убаво, затоа што се воделе од филозофијата на Ерос, Филозорги и Агапе, во делот на љубовта. Меѓутоа, зборуваме овдека за репродукција и за геј бракови, молим те, у кои што двојца мустакли треба да растат дете. Фала на прашањето. Со задоволство ќе се навратам на поинтите кои што ги имав во текот на моето излагање. Еве, лекарот кој што сте го прашале во однос на нормалното и ненормалното, јас ќе ви кажам дека од 90-тите години Светска здравствена организација
ја тргнала диагнозата дека сама сексуалната ориентација сама по себе е болест. Значи, почнуваме од таа појдовна точка, дека, како од медицински аспект, тоа Милена може подобро да го објасни, дека сексуалната ориентација, било хетеросексуална, бисексуална или хомосексуална, сама по себе не се смета за болест. И од тука, навредливо и дискриминирачки и стигматизирачки да нарекувате некого болен кога не е. Значи, да не навлегуваме во теории на заговор, сакам само да аргументирам во однос на поентите кои што вие ги имавте за нормално и ненормално, за тоа дека агресивно се настапува и дека невладините имаат право да промовираат она што го работат. Не, државата има обврска да промовира. Државата има обврска да промовира еднаквост на сите, под еднакви услови и за хомосексуалците, и за лицата со посебни потреби, и за жените, и за луѓе врз основа на етничка основа и така натаму. Значи, сексуалната ориентација, расата, полот, се основните карактеристики на едно човечко суштество по кое што се идентификува. И вие немате право да некого ословувате болен или да го ставате во ситуација дека заради неможноста да се репродуцира, дека прави нешто ненормално и нешто надвор од она традиционалното кое што вие го наметнувате. Во однос на репродукцијата, значи вие ги сметате дека секој сексуален однос треба да биде прокреативен и да води кон зачеток. Тоа е проблемот кај хомосексуалните врски, дека не може да имаат деца. Па имате вие еден куп хетеросексуални партнери кои што не сакаат, не можат, од X причини немаат деца. И вие ги осудувате и ги ставате во категорија ненормални. Па ги употребувате истите оние аргументи кои што години назад, на кои што на почетокот на мојата презентација посочив. Значи, говорот на омраза, негирање на основните човекови права, кои што не се посебно некои специјални човекови права на луѓето од ЛГБТ заедницата, туку се едноставно човекови права ваши, мои, наши. И тука нема дилема, тука нема преговори, тука нема кој има повеќе или помалку право. На кое прашање не ви дадов одговор? Дека не е болест, дека не е агресивно, напротив, дури е премлако. На страната на државата потврдила во обврската државата ги промовира правата на ЛГБТ заедницата. Затоа што постои историска неправда заради стереотипите и предрасудите кои што се налепени од изјави како вашите и на луѓе кои што ја поддржуваат пропагандата. Да, само една реченица. Значи не се бира, значи не можете вие да му кажете на некого да биде геј или не. Значи, не. Значи, да, кажам една реченица. Значи, зборувавте за баби и жаби, се согласувам, измешавте многу баби и жаби во вашето искажување. Прво да се разбереме, не станува збор нити за кул, нити за ин, станува збор за нешто што е научно докажано, потврдено и прифатено. И извинете, не сакам никого да навредам, ама некои од констатациите што ги имаат звучат на демагогијата која ни ја продаваат овде веќе неколку години наназад и сериозно не уназадуваат. Никаков проблем не е во традиционализмот на Македонија. Никаков. Проблемот е во прифаќањето на новите сознанија, научни сознанија. Дај Боже да имаме што повеќе родители кои ќе забележат ако нивните деца даваат знаци на хомосексуалност или на другачие однесување, да им кажат нема проблем. Ти си мој, ја те сакам, а јас ќе ти помогнам да се развиеш во вистинскиот правец така како што е твојата природа или потреба. Затоа јас многу би сакала да имаме што повеќе млади родители кои ќе ги разберат и прифатат работите какви што се и нема да имаат нивните деца проблем со тоа и нема да бидат да побегнат од дома поради тоа и да бидат во многу поголеми ризици во животот. Последно прашање или констатација, ќе мораме да ја затвориме дебатата заради опаѓањето на сонцето и неможност да се сними она кој што ќе следи, но еве го микрофонот овде. Повели. Добро вечер на сите присутни. Вака прво ќе му одговорам на господинот, бидејќи јас бев навредена. Дека тоа не е болест, тоа значи дека
Од LGBT популацијата има многу кои се многу интелигентни, ја ќе кажем за себе. Јас имам надпросечна интелигенција. Да. А вие го кажавте дека се болни. Јас сум транссексуалка, ама не сум, ти као што рече, ги измеше работите, вие. Ја ако сакам ќе ве кажем вие сте ти, моментално, окей? Моje право како ќе вас словам. Господине, вие, ти. Значи, јас сум транссексуалка која сака жени, значи јас сум лесбејка, окей? И сега как ти ќе дементираш ти? А вие, господине, не знаете дека геј не се станува од денес за утре или се прекинува, геј се раѓа. На вашето дете кога било мало требало да му дадете кукла или пиштол и ќе видите што ќе биде во иднина. По која играчка ќе потегне, тоа ќе биде, нема веза. Значи, сакав да разговарам за поимот дискриминација, каде што има во Македонија тело во систем на државата. Јас можам со право да кажам дека тоа тело треба да се закатанчи со катанец најголем, бидејќи тоа не функционира. Затоа што господинот, така наречен председател, директор, не знам ништо е, тој господин, за мене не е господин, ма ќе го наречам Миновски, јавно на телевизија и изјави дека јас сум имала забрана да идем во болница. Кој кретен може да каже такво нешто, да некој има забрана да оди во државна институција? Тој само може да биде кретен кој го ставил мозокот не во тегло, него на тостер. Значи тој потхитно треба да си даде оставка, бидејќи тој директно ја дискриминира LGBT популацијата, како јас. За многу неправди што се случуваат од институциите на државата према мене, како транссексуална особа, транссексуално родово лице, он си зема за право да ги штити тие и на многу мои представки и барања, он по 2 години немаше дадено одговор, не знаеше што да одговори. И кога одговори дека ја сум имала забрана да идем во болница. Мислим, не знам дали такво нешто постои, може би во некоја друга планета што не е истражена. Така да дискриминацијата во Македонија е присутна, а тоа го поддржува оваа власт. Буквално, бидејќи никој не може да му каже на никого дали ќе живее со маж, или ќе живее со жена, или ќе живее со куче, како во Европа. Значи, секој има право да живее со кого сака да живее. Значи, не мора да значи дека некој маж мора да живее со жена за да му направи кејф на комшијата. Значи, секој има право да си живее со оној што ќе живее и крај. Ова еднашка мора да стави крај, овој народ е, мислим, разбран народ, знае да го свати тоа, бидејќи може да се деси утре неговото дете да каже, тато, јас сакам халини да ми купиш, халиница. Што правиме тогаш? Ке го бие? Срамот од комшиите. Не, ја немам срам. Ја не зависам од никого. Денеска никој не ми дава мене 100 денари да купам цигари, само морам да се работувам, да се борим, затоа што сум дискриминиран од државата. И од никого не се страмим, не се плашим и не правим кев на другого за да него му биде добро. Тогаш треба и околината да се прилагоди према некого. Не мора само некој еден да се прилагоди кон околината за да направи кев, бидејќи ај ќе им направиме кефови на овие. Значи ова е балкански систем на не знам како да го наречем ова. Ви благодарам. Тоа е тоа, значи буквално крај ќе кажам дека тука во Македонија дискриминацијата е на огромно ниво, поготово на LGBT популацијата. И таа комисија што беше спомената од господична Наташа, а таа потхитно треба да се закатанчи, значи буквално они дискриминираат. Тука во тој систем они наместо да ги бараат правата на народот, они тука дискриминираат. Уште нешто. Ја водим судски процес против тој што го спомнав Миновски, што јавно ме дискриминираше, судовите ги заташкаа ситуациите, бидејќи требаше да одговара. Значи јавно мене ме наклеветил и плюс кажува некои работи што не довистина, значи дискриминира лично мене. Поздрав до сите и вака мислам, не знам, ајде Паторче, оди си вака, више ми е интересно овде што шаториве. Паторек, оди, ајде. Чао. Благодарам на сите за искажаните ставови, прашања, благодарам на дискутантите за нивните излагања. Јас ќе затворам со тоа
што ќе посочам дека најстрашно е да се обидуваме да ја дефинираме нормалноста во Македонија, затоа што тоа што е нормално во нашата култура, предпоставуваме ненормално во друга култура и нормалното го дефинира мнозинството, а ние напротив би требало да внимаваме и на малцинствата, но не само на етничките малцинства. Треба да внимаваме на сите граѓани, треба да внимаваме сите ние помеѓу себе да се грижиме едни за други и оние кои што во даден момент се на власт да не забораваат дека постојат граѓани кои што не можат и не успеваат да ги реализираат своите права кои што им се загарантирани со закон и со устав. А токму тие се овие граѓани за кои што вечерва зборувавме. Идната Македонија или Македонија каква што сакаме да ја видиме, според денешните заклучоци и дискусии, би требало да ги препознае во законот за недискриминација или законот за заштита од дискриминација лицата со различна сексуална ориентација. Треба итно да се воведе сексуално образование во редовната училишна курикула, минимум пакет за здравствени услуги кои што се однесуваат на бремените, но и на останатите жени, да жените знаат што е она како што услуга што го добиваат бесплатно, да се инвестира во мерки за намалување на доенечката смртност, како не би се приближиле до Африка и афричките земји, бесплатно контрацептивно средство на позитивната листа, право на родителство за лицата кои што живеат со ХИВ и третман кој што не е дел од превентивна програма, зашто таму не му е местото. Во превентивната програма би требало да има превенција. Јас ви благодарам на сите и се надевам дека често ќе дискутираме на оваа тема.